Сладжана Димишкова од Вест и Цветин Чилиманов од МИА по предлог на ВМРО ДПМНЕ и Горан Трпеновски од Вест и Љубомир Костовски од онлайн магазинот Глобус по предлог на СДСМ се четворицата членови на адхок телото, што ќе ги мониторира медиумите за предизборниот период и за време на изборите, според измените на изборниот законник, од која ќе бидат предложени директорот на агенцијата треба да ги именува 4 члена на адхок телото веднаш, а најдоцна во рок од 1 ден од денот кога ќе бидат предложени. Потоа, петтиот член кој не е по партиски предлог, туку експерт, четворицата партиски представници треба да го договорат, а директорот на агенцијата да го назначи најдоцна 15 дена по нивното именување. Целата оваа процедура би требала да заврши до 19 август. Измените на изборниот законник предвидуваат еден од 5 члена на привременото тело да биде припадник на најголемата немнозинска заедница, така што сега очекувањата се дека експертот кој треба да го изберат 4 члена ќе биде албанец. Предходно ДУИ и ДПА не беа заинтересирани за предлагање членови на комисијата, па СДСМ и ВМРО ДПМНЕ добија можност да предложат по двајца. Законот предвидува и членовите на телото да имаат право на месечен надоместок за својата работа во висина од 3,5 просечни месечни плати во Македонија, односно околу 80.000 денари. Инаку со последните измени донесени на 28 јули во собранието, се намалуваат и казните за медиумите за 50%. Договорот кој 4 партии го подпиша 8 дена пред гласањето на измените предвидува адхок телото да го мониторира исполнувањето на одредбите на изборниот законник кои се однесуваат на медиумите. Почнувајќи од 100 дена пред изборите, Советот на агенцијата ќе ги следи препораките на новоформираното тело и ќе иницира процедури визави медиумите, како што е пропишано во законодавството. Адхок телото ќе го оценува балансираното известување на медиумите за период не помало од една недела, се наведува во договорот. Во него се прецизира и дека за првото прекршување ќе биде издадено предупредување, а секое наредно ќе биде санкционирано согласно намалените казни. Мандатот на привремената комисија трае до завршувањето на изборниот процес на предвремените избори за пратеници во собранието, кои ќе се одржат во 2016 година.